Моето прашање беше која е пораката до овој национален празник до македонскиот народ? Тоа беше токму тоа, единството, заедништвото, сплотеноста, без разлика на нашата вера, етничка припадност, политичка припадност, конечно, да ги тргнеме на страна, да бидат второстепен дел од нашиот живот, да бидеме заедно здружени, заради тоа што само така можеме да изградиме подобра иднина на нашата Македонија, на сегашните генерации и на идните генерации. Навистина, тој 11 октомври сплоте нашиот народ, која пукнала првата пушка, се одважил и охрабрил да застане на браникот на татковината. Е пораката која ќе допира до ден денеска до нас, заедно сите, на модерен начин, согласно она што доликува на 21 век, да се избориме за подобра иднина за нашата Македонија. Каде заприја преговорите синоќ со политичките партии околу изборниот закон? Еве вака, вчера се одвива преговори помеѓу представниците на меѓународната заедница, предводени од Питер Ван Хојте, со сите политички партии. И тоа беа билатерални средби кои што завршија некаде околу 9-10 часот вечерта. Тоа што сум информиран од господинот Питер Ван Хојте е дека до недела, односно до утре, им треба време да го состават конечното решение на законскиот текст и на работна група во недела да го презентират. Се надевам дека тука ќе биде веќе конечно се усогласено, за веднаш после празничните денови, односно од вторникот, биде преточен како законско решение во парламентот и донесен. Велам се надевам, заради тоа што доволно време изгубивме. Навистина има уште многу теми кои што треба да се дебатират, медиумите, законот за свиркачите, правосудството и промените во правосудството и многу други препораки од извештајот на Европската Унија, а се вградени во договорот во Пржино, се со конечна цел да ги подобриме институциите уште пред изборите. Рековме, важни се изборите да бидат фер, регуларни, демократски, но она кое што можеме да го добиеме до самите избори е придобивка за сите и сите ќе добијат. Ако имаме независно судство, независни медиуми, ако навистина дефинираме изборно законодавство и другите закони кои што се придобивка за сите граѓани, тогаш навистина тоа е вредно да се посветиме максимум и повеќе да не заобиколуваме, трошиме време, наоѓаме било какви изговори. Законите мора да се носат, промените мора да се случат во Македонија. Верзијата на Ван Хауте, дали имате некоја подготвила и денеска треба да заврши, според информациите во медиумите, дали имате точно сознание што ќе содржи? Што е тоа што треба да прифатат сега 4 политички партии? Ева вака, многу често коментиравме неколку теми и неколку подтеми се главни во изборното законодавство. Прочистувањето на избирачкиот список, решението ќе биде изнајдено. Драго ми е за иницијативноста која што дојде од СДСМ, но секако и од меѓународната заедница, за начините на изнаоѓање на поверлив избирачки список кој што граѓаните пред се ќе му веруваат. Тоа ќе биде решено прашање, убеден сум во оваа работа. Начинот како ќе гласа диаспората, изборот на изборните единици, начинот како ќе добие нови надлежности Државната изборна комисија и незиниот нов состав се многу важен елемент и сите оние аспекти на односот на медиумите, рамноправната застапеност на политичките партии и кандидатите и сето она што е важно и опфаќа едно изборно законодавство. Начелно тоа што го знам до вчера, кога заврши средбата со социјалдемократите, беше решение кое што навистина дава огромни шанси за фер, регуларен и демократски процес во Македонија, каде што секако пред се граѓаните ќе имат можност да преку нормален изборен законник кој што гарантира пред се рамноправност на сите политички чинители, преку поверлив избирачки список ќе добијат шанса подобрите, оние на кои што граѓаните ќе им веруваат, да ја добијат и поддршката и честа да ја водат Македонија. Ставате диаспората, извинувам, значи, ајде, спомнавте диаспората, значи станувате на тој став дека не треба да гласа или веќе имате некои други решенија кои што вие не постои никаде став на СДСМ диаспората да не гласа. Диаспората треба и мора да гласа. Начинот на кој што се бориме е уставната еднаквост на гласот. Нашиот предлог е да има цензус и да се бира пратеник со исто онолку гласови колку што се бира во Македонија
или гласовите на нашинците кои што гласат во диаспората да влезат овде во една изборна единица или во колку и да се накрајат изборни единици и на тој начин добијат еднаков третман гласот на граѓаните без разлика дали се работи за граѓани во Македонија или граѓани наши македонци кои што живеат во диаспората. Така да овие решенија се многу принципиелни, уставно возможни и единствено потребни за да може нашата диаспора да гласа. Колку се оправдани стравовите дека власта може да изврши притисок врз специјалната обвинителка? Еве вака, јас сум еден од учесниците во донесувањето на новиот закон за специјално обвинителство и специјалната обвинителка. Не би си дозволил да ги коментирам кадровските решенија кои што се нејзин тим, заради тоа што не ги познавам луѓето и се работи за обвинителство со целосна автономија. Јас сум целосно убеден дека до нова година обвинителни акти ќе паднат. Има податоци, има докази за целата ова работа, не се само индикациите секако, голем дел од предметите се лечно докажливи. Се надевам дека обвинителни акти до крајот на годината ќе паднат. Тоа е тоа што го очекуваме од специјалното обвинителство, а до тогаш се надевам дека и реформите во правосудството ќе бидат доволно силни, со силни исчекори, за да можат таквите обвинителни акти да добијат правна разрешница низ правосудните органи на Република Македонија. Што ако Талат Џафери го активира законот повторно? Што ако Талат Џафери го активира повторно законот за мораториум на бомбите и дали сите овие одолговлечувања не водат кон некое пролонгирање на изборниот термин? Ако ваков закон кој што предложи Талат Џафери и Мусовски, односно ВМРО, ДПМН и ДУИ, биде повторно ваков предложен во Собранието на Република Македонија, ќе слушаме бомби од парламентарна говорница едно 20 години и ќе читаме транскрипти плюс дополнително уште 10 години. Така да такво законско решение нема шанси да се донесе во Македонија. И тоа во стилот на Талат Џафери и блокадата на законот за бранителите. Така да бегање од ова работа нема. Уште еднаш да појаснам. Е разговарано уште после летните одмори да се донесе законско решение со кое што ќе се забрани понатамошно објавување на материјали кои што задираат во приватноста на граѓаните, но заедно со законот за свиркачите или, како да ги наречеме, соработниците на правдата. За да, ако некој друго злоупотреби системот на ДБК за прислушување, да знаат ваквите свиркачи или соработници на правдата дека ќе бидат заштитени и тоа да го пријават во институциите на системот. А цензура или да се избрише тоа што е објавено, никаде во светот не постои, ниту во нашата Македонија. Ќе има избори Само малку. Јас имам официјална покана од председателот на Израел. Секако ќе разговараме за унапредување на соработката помеѓу Македонија и Израел. Ќе има избори во април. Ќе се прочитува терминот, ќе се исполнат. До сега нема ниту мали индикации или причини изборите да бидат пролонгирани. Секако, една од причините зашто барам да се ита со роковите, не е важно за Заев, Груевски, Тачи или Ахмети да бидат навремено само завршени. Граѓаните мора да знаат за што се работи, да се прилагодат на новото изборно законодавство, на преодната влада, да се имплементираат еден куп препораки кои што треба да се имплементираат час поскоро, кои што само по себе гарантираат демократски институции, а со тоа и демократски изборен процес. Ви благодарам на сите.